Би ве запрашил сега околу тоа, што мислите, дали можеби треба да се ослободат според многумина уставобранителите, според судот терористите од 27 април? Неверојатна работа. Повеќе пати демократи повикаја да се ослободат уставобранителите. Нив за жал властите во 2017-18 така натаму ги осудуваат како терористи. Влегува во собрание, се разбира, тоа е нешто што не би требало да се случи. Јас мислам, по моје мислење, према на народот што граѓаните што дискутираме и некои експерти, многу од овие луѓе се осудени со тешки долгорочни казни кои што не би требало да бидат осудени така. Организаторите на ова акција што беше на 27 април во 2017 година во собрание, не се воопшто осудени, не се откриени, бидејќи тука имаш организатори кои што го спроведуваја ова. Значи се сеќавам кога премиерот Груевски замина тој ден во Австрија и таму као... Во Унгарија. Не е ни битно сега каде замина, ајде да речеме да не погодуваме. Јас мислам да као Австрија, но независно си замина таму и веле јас не знам за ова ништо. Од ДПМН криминалците, кои што најверојатно ги организира овие и ги ставија во оган, бидејќи сите овие луѓе се поддржувачи, некои од нив и членови, веројатно, на ДПМН. Значи, ова беше организирано, и тоа се зборува од народот, пак ќе кажам, најверојатно од партијата, Воздухоничкото здружение ДПМН. И тие си се повлекоја, ги оставија луѓето да страдаат, да скапат по затвори. Ние како демократи повикуваме властите, а кои се властите, пак од ДПМН, нема тоа да го направат, да отворат повторно и да ги донесат повторно пред суд луѓето и да ги ослободат, бидејќи ги осудија премногу, а каде се тие што ги организира? Некој што, знаете, повеќе треба да се осуди оној што ќе те натера да го извршиш делото, него извршитело, затоа што тие се организатори. И сите во Македонија нормално си молчат, времето си врви, еве знаеме Игор Јук, Бог да опрости, нека му е лесна земјата, човеко почина во затвор и други ќе ни починат додека ќе се ослободат овие луѓе, ако ги ослободат, а цело време ги лажеа од ДПМН дека наводно се ќе направат. Зошто пресадителката не ги амнестира, има моќ, но јас мислам дека ние како демократи повикуваме и сме повикувале да се ослободат овие луѓе, па и да им се плати и оштета ако треба, бидејќи некој од нив е осуден премногу и се наречени терористи. Ова не беше тероризам. Тероризам, знаете што е тероризам? Тероризам кој ќе влезеш натред, земиш огнено оружје и масакар да направиш. Тоа е тероризам. Ова беше еден гнев, една толпа на народ, кој што пак ќе кажам, не е ова спонтано. Ова беше све организирано, све направено како треба. Но за жал, овие луѓе лежат во затвори, скапуваат по затвори, а треба да се ослободат. Тоа е моето мислење, пред се како човек и како демократ. Метафорично кажано, некои влегои со цвеќе, па беа осудени како терористи. Господинот Апасиев, председателот на Левица, изјави во 2017 година на својот Facebook профил дека овие луѓе треба да се осудат за велепредавство, кога беше шарен револуционер заедно со СРСМ. Што мислите вие за оваа изјава на господинот Апасиев? Видете, тогаш тој беше шарен револуционер, соработуваше со криминалната СДС. Се разбира, го кажа тоа и што мисламе дека катастрофално, бидејќи тој не би требало тоа да го кажува и нема ни право да го кажува. Како што кажавте, ова е нешто што
што влијаеше можда и на одлуката на судот, се разбира, не дека тој тогаш имаше огромно влијание, но тоа е погрешно, бидејќи сепак е правник човекот, некој доктор на науки И професор. И професор кој што е избран доживотно, а тоа доживотно не само за него, туку за сите, дали се суди, дали се доктори на науки, професори, не смеат да бидат луѓето избрани доживотно, но тоа е друга приказна. А за мене ова е катастрофална грешка што тоа има направено, а од друга страна сега изигрува голем македонски патриот, ќе ја спасува Македонија со неговата црвена младина. Која е таа црвена младина, јас не знам, но ние живееме во 21. век, не живееме во 1917 времето на Ленин и 1945 кога Русија нормално имаше водач како Сталин, кој што испотепа 20 милиони руси. Значи, ние живееме во време каде што, не време, поточно кажано, каде што треба да се трудиме, све да направиме Македонија, да ја спасиме како држава, на економско поле, да развиеме стварно една врвна наука, да имаме иноватори кои што ќе финансираме и ќе креираме една врвна економија, да инвестираме, значи, нашите не само финанси, туку да ги задржиме младите стручни кадри, поготово имаме кај нас млади деца кои што се гениалци и ни бегаат по светот, тоа се умови невидени. Ние на тоа треба да работиме, те работиме на заедништво, а не да повикуваме на некои злосторства и треба наводно да се осудат. Конкретниот случај луѓето, уставобранителите кои што излегоа и влегоа во собрание на 27. април. Значи, осудувам ова негова изјава, страмна, ја читав и дури ми беше многу непријатно, а од друга страна денес изигрува голем, пак ќе кажам, македонски патриот и ќе ја води Македонија. И можам слободно да му кажам, бидејќи човекот живее во облаци, од неговите идеали нема ништо. Треба Македонија, пак ќе кажам, народот да јади, треба да развиеме врвна економија, врвно здравство, образование, да работиме сите заедно помеѓу народите и народностите. Не можеме вака да дозволиме политичките криминални структури од СДС, ДПМН, ДУИ, Ленин и од не знам кој да не закаруваат помеѓу нас и да креираат омраза помеѓу македонци, турци, албанци, власти, срби и така натаму. Ние треба да живееме, бидејќи сум живеел 30 и нешто години во Америка, треба да живееме како што се живее во Америка. Таму има граѓани на Америка. Таму нема, а тука кај нас цело време гледате што се случува. Ајде химната ќе смениме, ајде грбот ќе го менуваме, па не знам 20% во уставо, па бугарите ќе ги внесиме, па за тоа се расправаме, дајте бе луѓе да се освестиме. Ние немаме леп да јадиме, ќе се расправаме со вакви глупости, со национализам, лажа.